Добар ден на сите. Согласно член 36 во статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка 1. Програма за измени на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Точка 2. Програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2022 до 2024 година. Точка 3. Програма за измени на програмата за фосилни горива. Точка 4. Програма за зимска служба 2022-2023 година. Точка 5. Одлука за 13-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Точка 6. Одлука за измени на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Битола. Кој е за предложениот дневен ред? Дневниот ред е усвоен. Одиме со точка 1. Програма за измени на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Го замолувам представникот да ја образложи измената. Добар ден на сите. Измените и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачје на општина Битола за 2022 година се 7 измени и дополнувања. Измени се вршат и во приходниот и во расходниот дел. Значи од предвидените 215 милиони 659 816 се намалуваат на 214 милиони 259 816 денари. Измената следствено е во овие ставки. Сега ќе ги прочитам. Значи во ЈИ 0 програмата во секундарна мрежа на колектор Бегова чешма Црвени петли намалуваме 40 милиони денари. Во исто ЈИ 0 програмата фекална канализациона мрежа на улица СТУ 3 во Арама 4-1, значи 1 милион 671 406 денари. Ова сезона нема да се работат, заради тоа што на терен се види дека има многу голема дрвна маса, па ќе видиме за наредната година како тоа ќе го регулираме. Исто така, во програмата ЈД0, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта, додаваме дополнителни 4 милиони, односно со се претходните кои што ги имавме земено намалени, кои што беа на оваа ставка, сега имаме за санација на тротоари и улици со бехатон, имаме 14 милиони денари, значи вкупно со 10 претходно кои што беа, додаваме уште 4 милиони тука на оваа ставка. Санација на коловоз со подпорен зид во село Острец, во кој што имавме предвиден 828 594 денари, ги намалуваме, овие средства ги сведуваме на нула, поради тоа што тендерот за оваа интервенција, односно согласностите кои што ги баравме од Бирото за јавни набавки, не ги добивме, значи ова ќе оди во наредна година со решавање со проектна документација. Исто така, во ставката ЈИ 0 482 330 реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води, септичка јама и дренажа во ОУ Црнобуки и канализационен приклучок во ОУ Крклино, каде што имавме на едната ставка 699 775, а на другата 77 927, не се реализирани, значи и овие пари ги сведуваме на нула, ги тргаме за оваа година. Додаваме 40.000 денари за санација на дефект на приклучок на канализациона мрежа на улица Лавчански пат. Во ЈЛ 0 програмата санација и реконструкција на други објекти и инсталации при хитни неодложни случаи 1 милион 832 883 денари, ги сведуваме на нула. Ограда во Лажец, околу игралиште и санација на тоалети во основното училиште во Кременица, едната со 200.000, другата со 112.000 денари, исто ги намалуваме на нула, немаме готова документација. И во ГД
0482-830 во санација на радиаторско грејење и котлара додаваме, се извинувам, овде има грешка, значи овде ќе треба да се поправи. 700.000 денари додаваме на погорната ставка одржување на системи за грејење во објекти на општина Битола, кај што беа 2 милиони, значи тука ќе бидат 2 милиони и 700. А претходната ќе си биде исто 1.500.000. Ова корекција ќе ја направам и ќе ја доставам како корекција во дополнително. Со сите овие измени, програмата за 2022 година изнесува 214.259.816 денари. Ти благодарам. Прашање? Дали има некој од колегите? Во ред, доколку нема прашања. Повели Златко. Ставката за столчина за фудбалска трибина БКФ не слушнав или не ја спомнавте? Е намалена од 25 милиони Да. на 22. Значи да, не ја спомнав точно. Значи тука договорот е нека 24 милиони некој денар, овде намалваме бидејќи дел од средствата кои што од ова програма гледате дека програмата се намалва, дел од средствата ќе бидат пренамени за преку Националниот парк Пелистер треба да се реализира проект за кој што општината треба да има дел учество и тие средства ќе одат таму. А овде, бидејќи со столчињата веќе гледате, значи почнуваат да се редат столчињата, меѓутоа ситуацијата која ќе стигне наредна ситуација, ние веќе прва немаме, ама кога ќе дојде наредна ситуација за плаќањето ќе биде во наредната година, значи со доспевање на ситуацијата, тие средства кои што ни недостигаа ги задовме од оваа ставка, меѓутоа в година ќе ги вратиме, затоа што договорот е на 24 милиони нешто. Во ред и за ова ставката JL0 програмата 482.930. Како? 400? 82.930 Добро. JL0 санација, реконструкција на други објекти, инсталации при хитни надложни активности. Рековме кратиме еден за преку 8 милиони, на што се должи, само вие спомнавте дека ги тргаме. Ги тргаме од тука, значи вака овие пари ги имавме тука ставено за било какви хитни случаи кои што ни се случуваат во текот на работењето, а ни требаат пари од негде и не можеме од негде да најдеме средства. Имавме фонд со кој што располагавме од 2 милиони денари, дали станваше збор за приклучок, за решетка, нешто што треба да се направи, а немавме од кај да земиме. И да, бидејќи веќе е крај на годината, ќе почнеме со припрема на новите програми, а овие пари да не ги држиме, ги ослободуваме. Во ред, благодарам. Други прашања? Во ред, доколку нема, одиме на точка 2. Програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2022 година до 2024. Повеле. Измените во оваа програма се сведуваат на измени во 2023 година, имено станува збор за програмата за културно творештво и манифестации, по-конкретно за партерното уредување околу офицерски дом. Значи таму врз основа на проектната документација која што ја имавме за партерното уредување на офицерски дом, во два наврати распишувавме тендери, меѓутоа вредноста на цената која што се постигнуваше доаѓаше многу повисоко од она што имавме ние предвидено. Со последниот обид ни недостасува уште околу 2 милиони денари и повторно е тој тендер поништен, за да можеме да го објавиме повторно, да обезбедуваме 2 милиони, но по претходна обезбедена согласност од проектантот и направени измени во предмерот заради промена на цени на пазарот. Знаете, оваа година се што се случуваше на пазарот со промена на цените направи многу промени и поништување на постапките за јавни набавки. Така да, овие 2 милиони денари ги дообезбедуваме, но ги ставаме во буџетот за 2023 година и таму средствата кои што беа за 2023 година за партерно уредување околу офицерски дом,
кои беа 13 милиони 584.430, сега се 15 584 430. Таа е измената во програмата за развојни планови. Прашање има некој? Повели. Само на микрофон. Премести се негде. Само ова средствата се должат заради промена на цените или промена на проектното решение? Не, проектното решение е исто, Добро. меѓутоа имаме промена во цените. Меѓутоа, за да го објавиме ние, да го пуштиме во јавна набавка, Знам, мора да Маријанче, имаме поред. печат и подпис од проектант. Проектантот си направи измени, Да. врз основа на измени на цените на пазар, направи измени. Нормално и тие се така- проектантски да. цени што ги дават. Да, и така го пуштивме. Колку ќе дојде сега не знаеме, меѓутоа повторена е постапката. Мислам ќе се повтори, се извинувам, ќе се повтори откако ова ќе се донесе. Во ред, други прашања? Јас имам едно прашање. Во годишната програма што е за уредување на градежно земјиште за 2022 година е трната изградба на улица СТУ 3 Варам. Добро. Меѓутоа во развојната програма стојат две позиции. Изградба на СТУ 3 Варама, милион денари, Да. и изградба на атмосферски канализациона мрежа на улица СТУ 3 Варама, уште 287.660. Да. Овие средства мораше да останат, бидејќи кога се врши корекција на средствата по ставки во годишната програма, кога немаме ребаланс на буџетот, значи при вакви измени можеме да вршиме промена 20% од вкупната вредност на ставката. Зборувам во годишната програма. А во развојните програми може да се врши 20% на самата програма. Значи во случајов овде ЈДВ само 20% можеа да се ослободат средства. Откако беше разговарано со финансии, бидејќи тоа беа незначителни средства во кои што можевме да реагираме, рекоа нека останат, а точно е СТУ 3 оваа година нема да се работи. Но незначителни беа промените кои што требаше да ги направиме. И затоа останаа. Во ред, фала. Други прашања? Долку нема, одиме точка 3. Програма за измени на програмата за фосил и гориво. Повеле. Во програмата за фосилни горива изградбата на фекалната канализациона мрежа на улица СТУ 3, дел од средствата беа предвидени преку програма за фосилни горива, бидејќи улицата СТУ 3, како што претходно кажав и сега ја дискутиравме, значи нема оваа година, оваа сезона да се прави, бидејќи ќе се забавевме, таму има, кажав, многу голема дрвна маса на цела траса, и немаше да стигнеме ниту фекалната да ја изведиме и да ги земиме парите преку програма за фосилни горива. Разговаравме со Министерството за животна средина дали ќе може да се направи анекс на програмата за фосилни горива и да извршиме пренамена на овие средства, наместо во програма да стои фекална канализациона мрежа на улица СТУ 3, да стои изградба на секундарна мрежа на колектор Бегова чешма Црвени петли. Ние таму, ако видите во годишната програма, имаме 7 милиони предвидено средства, меѓутоа дел од тие средства, значи еден дел, да бидат покриени и финансирани преку програма за фосилни горива. Бараме овие средства од СТУ 3 да одат во секундарна мрежа на колектор Бегова чешма Црвени петли, во износ од околу 2.482.430. Ред, фала. Прашање? Долку нема. Одиме точка 4, програма за зимска служба 2022-2023 година. Представникот нека образложи програмата. Програмата за организирање и функционирање на зимска служба генерално нема промени во делот на приоритети, значи она што беше во програмата представено како приоритети на сообраќајници од прв, втори, трет приоритет останува исто.
вклучувањето на градежната оператива со која што се предвидува да се работи на овие сообраќајници е иста. Во програмата согласно цените кои што се во моментов на пазар, имаме предвидено 3.581.446 денари за материјали, за сол, песок и ризла, сол, песок и ладна асфалтна маса, се извинувам, а за градежна оператива 15.227.242 денари, или вкупно 18.808.688 денари, исто колку ланската година, која што ја направивме со анекс договорот кој што го склучивме со Нискоградба. Значи, вкупната, завршната вредност на ланската зимска служба е иста колку што ја предвидуваме и годинава. Доколку има потреба, ако во зависност од зимата, ќе дообезбедуваме средства во текот на зимската сезона со анекс договор. Добре, фала. Прашање дали има? Повели, Зотко. Рековте дека нема промени во сообраќајниците од прв, втор, трет приоритет. Ме интересира доколку има промени ние како советници, ако сме прашани од група луѓе граѓани на општина Битола кои што сакат нека нивна улица да влезе во прв приоритет, втор, кој е начинот да се стави таа улица во ова програма? Тука на комисија или требало тоа претходно да оди пред да се пушти од Нискоградба како документ? Вие ќе доставите предлог, меѓутоа приоритетот на сообраќајниците значи приоритетот на сообраќајниците е направен врз основа на големината на сообраќајницата, од која категорија е, што се гравитира на таа сообраќајница. Значи некој може да побара да види сообраќајница од прв приоритет негде на Бајрот, меѓутоа не може, се знае, пристап до училишта, до болници, го има во програмата, значи треба да се види, можда некој барање и би држело, но со барање кај тука на седница со одлука на совет може да се промени, да се дополни. На седница или на комисија? Или на комисија. Но сепак во секој случај треба да се разгледа барањето, да се види тоа што ќе се побара, дали одговара на описите на приоритетот, за да можеме да извршиме промена. Веќе постојат неколку лица кои што ги исполнуваат критериумот, а не се, читајќи ги во оваа Добро, од значи прв приоритет не се метнати. доставете предлог, не е проблем. Ќе го разгледаме. Оти ова во секој случај програмата, значи од кога ќе ја донесеме сега, генерално приоритетите се дополнуваат со предлози, меѓутоа држиме состанок, се формира координативно тело, градоначалникот формира координативно тело, таму има представници од сите јавни предпријатија, од сите јавни предпријатија што не се и под ингеренција на општината Стражево, Македонија Пат, МВР, тука се клучни да речам, и ова треба да го разговараме и со нив, значи да биде разгледано и од нивни аспект, делот што би ставиле во прв приоритет. Бидејќи програмата ова ваква каква што е, генерално е дополнета кога се градеа улиците во касарната новите, значи тогаш извршивме промена. Бидејќи нема ништо поголемо изградено, да речам, од витално значење, за да може и да влези. Но доколку има некаков предлог, треба да го разгледаме и да дајме објаснување дали може или не може да влезе. Дополнителни прашања? Добре, јас имам прашања и забелешки во однос на зимската програма. Прв пат вака, како сме советници, ја гледаме. Гледајќи приоритетите, прв, втор приоритет, има многу нелогичности во делот од улиците, кои што се спомнати. Пример, сообраќајници од прв приоритет, за зимска служба збораме сега, да. Маријана, бе. Како? За зимска служба збораме точка, значи точка 4, програма за зимска служба. Како? Таа точка поминав. Зимска служба сега. Делот
пример е Брусничка населба, јас каде што седам. Пише улица Скоевска без краците. Прв приоритет, улица Пожаревачка до Видој Смилевски бато до Скоевска. Кога се качувате нагоре, значи по Брусничка, за да помините Пожаревачка, треба да помините Дрвинова, Галичица, Сисак, Епинал, ги нема, 22 април, Пелистер, Ужичка република, Превалец, Новосадска, Кочурацин. Ова се улици кои што не се во програмата, а во изминатите години, односно минатата сезона, се чистија, минатите години неколку, а граѓаните се судни маки се качуваат до таму. Затоа барам дел од овие од сообраќајници од прв приоритет, бидејќи кога камионот ќе врви нагоре по Пожаревачка, може да ги помине овие улици. Ако ништо друго, барем главните сообраќајници, кои што гравитираат кон помалите улички, кои што се дел слепи. Затоа мислам ова дека влези во записник, кој го води записникот. Барам улица Епинал, 22 април, Пелистер, Ужичка република, Сисак, Новосадска, Превалец и Кочурацин да бидат несени во програмата за чистење, бидејќи тие се чистат, меѓутоа не се наведени. И замолувам сите колеги кои што имаат улици, а не се спомнати, а се реално се чистат во градот, да бидат несени во програмата дали од прв или од втор приоритет, тоа најдобро го знаат стручните служби, и да се зголеми бројот на улиците кои што реално се чистат во градот. Јас се извинувам да прашам, тие се чистат? Се чистат, меѓутоа не се во програма, ниту во прв, ниту во втор приоритет, и слободно може било кој да биде зимска служба, доколку не е јавното предпријатие дискоградба, сега како што е, ако е некој приватник, ќе рече тоа не ми е во програма и нема да го чисти. Во ред, ама тие сепак мислам дека во втор приоритет треба да влезат, бидејќи се краци, но во секој случај предлогот доставете го, ќе го напишеме. Да. Стефанија, ќе те замолам овие улици до комуналното деление да се измени програмата. Како? Дали Повели. ќе инсистирате на прв приоритет, бидејќи ќе треба тело да свикаме за да го разгледаме ова. Оти по ширината, по големината во населбата, тие би требало во најмала рака втор приоритет да бидат. Значи не можат да бидат прв приоритет во никој случај. Главните сообраќајници кои што се искачуваат по нагоре, тие се 4 улици во Брусничка, 2 се во Лавчанска населба, тие мора да бидат прв приоритет. Друга улица, пример, Пожаревачка, Скоевска и овие кои што си ги напомнав, нека бидат во втор приоритет, меѓутоа главните попречените ќе бидат во втор приоритет. Добро, затоа викам ако може да го прецизирате за да можеме да направиме корекции. Добро, значи, еве, напомнатите улици, Сисак Епинал 22 април, Пелестер, Ужичка република, Превалец, Новосадска, Кочурацин, да влезат во втор приоритет, а улиците кои што се надолжни, да бидат влезени во прв приоритет. Тука ја мислам дека улицата, точно само да ја провериме, само да видам. Улицата Видој Смилевски бато да влези во прв приоритет и делот од улицата од Методи Андонов Ченто, која што се сврзува со улицата Епинал. Веќе улицата која што е Скоевска, која што се повизува со Брусничкиот пат, таа е веќе во прв приоритет. Поверете и други прашања кои има. Повели Златко. Исто и јас се надоврзувам со предлог, ако може влези во записник. Имам информација дека улицата Христо Ботев излегува директно на училиштето Стив Наумов, основното училиште, и таа не е никаде спомната, има голема реакција од родители кои што ги носат децата. И сега по приоритет дали треба биде прв приоритет или втор, оставам на вас од одделението да процени, сепак не се правиме ние експерти, а ја познаваме темата. Имав ургенција за уште 2 улици кои што во моментот не ми текнуваат, дополнително тие ќе ги доставам, меѓутоа нека влезе во записник. Улица Христо Ботев. Благодарам. Повелете други прашања кои има.
Во ред, доколку нема, одиме кон точка 5. Одлука за 13-та измена и дополнување на програмата за постување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Јас се извинувам. Повели. Бидејќи имам само уште една точка за еден збор, станува збора, имам некој состанок, Добро, дали може за кратко измени на одлуката за комунален ред? Да, одлука за измени точка 6 одиме, значи за да ослободиме Маријана, одлука за измени на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Битола. Повели. Бидејќи ја знаеме ситуацијата со бездомните животни, односно бездомните кучиња во градот, во оваа одлука се прават измени и дополнувања во делот на членот 90, кој што во одлуката за комунален ред го третира уловувањето, згрижување и ерадикација на животни и скитници. Во одлуката за комунален ред што има општина Битола, во членот 90 покрај болни кучиња стои зборот и мачки. А Законот за благосостојба на животните, значи оваа одлука е стара, Законот за благосостојба на животните ги третира бездомните кучиња. Значи мачките не се никаде третирани. Бидејќи морам да ви известам, граѓаните почнуваат да носат тужби и задраснати од мачки, значи да не преминиме во таква една ситуација да обештетуваме и задраснати луѓе од мачки, значи се прави злоупотреба. Вршиме измена во одлуката за комунален ред, зборовите и мачки се бриши. Бидејќи мачките не се, значи ова не го правиме без основ, во Законот за благосостојба на животни третирани се само кучињата, бездомните кучиња. Тоа е измената на одлуката. Во ред, прашање дали има? Толку нема, одиме кон точка 5. Одлука за 13-та измена и дополнување на програмата за постување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Повели Венцо. Мислам дека ти си. Благодарам. Значи, во 113-та измена на програмата за постување на урбана опрема се влијае на две точки. Точка 7, која се однесува на тераси со или без настрешници, отворени или покриени настрешници, и во точка 11 детски игралишта и опрема за забава на деца. Знаете, со 12-та измена, со опчува направивме 12-та измена на програмата, во точка 7 која се однесува за тераси со или без настрешници, беше со ограничен период во летниот период. Сега ова измена што правиме се однесува на периодот од 15.11.2022 година до 15.4.2023 година. Конкретно на тие локации кај што, да речеме, Широк сокак, покрај Безистенот, покрај Драгород, кај Сезам, да речам, долу Бутките кај шеталиштето кај што почнува. Значи тие се 9 локации, односно 10 локации кај што се враќаме во зимски кај што ги прилагодуваме на зимски период. Со тоа што на некој малку му се дозволува малку пошироко да се прилагодат на зимскиот период согласно програмата, а некои кои воопшто нема ни да функционират во тој период, значи остануваме на најминималното решение кое му е дадено, а и некои нема ни да постојат во зимски период. Што се однесува до точка 11 детски игралишта и опрема за забава на деца, конкретно се однесува на локација во Долно Ризари, односно после поминувањето на реката Драгор, од десна страна, знаете, има игралиште и има поставени неколку крлешки, значи на таа локација планираме да ја збогатиме со дополнителна детска опрема и затоа е ова измена. Ти благодарам. Прашање дали има некој? Повели Маријана. Значи,
Јас уште прошлиот пат кажав дека не се слагам за вакви адхок измени, затоа што адхок на некој се дозволува нешто, на некој се крати, а ова бара целосна анализа. Значи, ова не се однесува само на желбите и потребите на гостителите, туку и желбите и потребите на граѓаните на општина Битола. Меѓутоа, кратко е многу времето, а тие треба да почнат со зимски услови на работа, без разлика што со некои од одредбите овде во програмата не се слагам и начинот на кој што се носат измените, пошто за мен ова не е законскиот ред на носење, меѓутоа сакам да дадам уште една забелешка, особено околу детските игралишта. Значи, детските игралишта спаѓаат во урбана опрема. Голема благодарност на сите што донираат за детски игралишта, меѓутоа мора да внимаваме кај ги поставуваме, како ги концентрираме и во која количина по обем ги концентрираме. Тоа ни се случи сега во паркот, добивме прекрасни играчки за деца кај Император, меѓутоа таму не име место. Го претворивме цел градски парк во детско игралиште. Мора тоа да биде концентрирано. Паркот не е само на децата, е на сите возрастни структури на луѓето и веќе кај ни текна, таму поставивме детски играчки. Таму и онака по основен проект воопшто не беше тоа планирано. Не знам како стигнавме да поставиме детски играчки, меѓутоа апелирам и сите ние како советници, кога ќе доносиме одлука за донации, да гледаме што се донира и каде се поставува. Многу е битно. Значи, фала му на сите што донират, меѓутоа да биде поставено таму каде што треба, тоа што е донирано. Благодарам. Ти благодарам. Некој друг? Јас имам нешто. Гледајќи ги во материјалите кои што ги имаат и барањата на гостителите, предпоставам дека ги видовте од Сдруженијето ЕСНОВ. Да, меѓутоа ги гледам во рамките на програмата која што е доставена тука, бидејќи едното барање кој што тука ние можеме да го разгледаме е делот на дозволувањето за поставувањето на урбана опрема од 15.11. А во програмата кој што ни е доставена од страна на јавното предпријатие за планирање и проектирање инженеринг Битола, е наведено дека од 15.11.2022 ќе важи ова програма до 15.4.2023 година за зимскиот период. Гледајќи значи ситуацијата во градот и временските услови кои што ги имаме во овој период од годината, мислам дека ако сите се сложиме коректно да му се дозволи на гостителите од 1.11 да ја започнат зимската сезона, со едно ограничување во делот на од Епинал што е нагоре, бидејќи на 4. и 11. за денот на слободувањето на Битола таму се одржува зимската, односно трката која што е традиционална. А са тука една молба и до Венцо да се направи корекција, долго сите сме сложни, сакам од сите мислење, дали од 1.11 да му се дозволи на делот од кој што може да ги затворат угостителските објекти од Епинал надолу, а додека после трката од 5.11 да биде од Епинал нагоре, бидејќи нема можност каде да се одржува трката, најкната трка која што е за 4 ноември. Бидејќи тоа е едно од барањето на гостителите и мислам дека сите ние ги посетуваме локалите и коректно е да му се излези во престрет во тој дел. Ви благодарам. Повелете ако има некои други прашања или предлози. Во ред, доколку нема, дневниот ред е исцрпен, одиме кон гласање. Програма за измени на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 3 гласа за, воздржани, 1 воздржан, против нема. Точка 2. Програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за период од 2022 до 2024 година. Кој е за? 4 гласа за. Точка 3. Програма за измени на програмата за фосилни горива. Кој е за? 4 гласа за.
Против, воздржани нема. Четврта точка, програма за зимска служба 2022-2023 година. Кој е за програмата согласно забелешките кои што ги дадовме? Ќе разгледаме и на материјалот да ни биде пуштен до седница на совет. Кој е за предложената зимска програма? 4 гласа за, против, воздржани нема. Точка 5. Одлука за 13-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Кој е за? 4 гласа за, воздржан? 1 воздржан, против нема. Точка 6. Одлука за измена на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Битола. Кој е за? 4 гласа за, против, воздржани нема. Дневниот ред е исцрпен. Ви благодарам на присуството.